Еве, деновиве на социјалните мрежи, односно на YouTube, забележав една ново видео објавено од тебе. Песната кога ја слушнав, си реков, ова е како да сум ја слушнал некогаш оваа песна, како да е копија. Не знам, малку се збунив, малку повеќе детали да ни објасни зашто конкретно се работи, зашто станува збор. Па вака, точно во право си бил, не е копија, туку ова е нова верзија на истата тема со изменет текст. Значи, ако првата се викаше Прича о љубови, ова е Прича о љубови 2. Значи, втора верзија на истата песна, направена во подруг ритам, побрза, поенергична. Тоа е тоа. А станува збор за истата песна, во друг стил или надовразување на она што веќе е сработено како во првиот дел? Баш така, надовразување, но сепак е многу изменета, затоа што првата верзија беше посветена на нашиот идол, на Бора Ѓорѓевиќ, кога тој се уште беше жив. Ова е верзија после неговото заминување со изменет текст, онака како што одговара на приликата, на моментот. Еве, како се роди идејата за да се направи надоврзување на сето она што се направило во првиот дел? Па, после неговото заминување, тоа е на 4 септември ланската година 2024, имав јас идеја да правам песна посветена на него, но така се склопија коцките, не излезе веднаш после тоа, малку легнаа работите и направивме песната, ја снимевме во студио, излезе точно на годишнина, на година од заминувањето на Бора Ѓорѓевиќ. Еве, кажи ни кој е тимот кој што ја сработи оваа тема? Композицијата, значи мелодијата, музиката е повторно на Иванче Стојковски Џус. Текстот е заедничко дело на Џус и на мене. Јас го напишав новата верзија на текстот, со тоа што се надоврзува и на дел од старата верзија, а на песната работеа како продуцент и клавиатури свиреше Мирослав Милковски, Мици, гитара свиреше Александар Трајанов Кута и миксот или мастерингот го направи Горан Гешовски Гешо. Морам да те прашам со оглед на тоа дека скоро веќе една недела како објавена ова музичка тема на YouTube. Како си лично ти задоволен од тоа како проаѓа темата и веднаш по твоето објавување за кратко време видов и текст на Гранд телевизија токму за оваа тема? Па задоволен сум, па и тоа беше и намерата, да бидејќи песната, ако во првата верзија беше "Ми смо са тобом овде на југу одрасли", значи со тоа кажуваме дека ние сме бенд од Македонија и му посветуваме песна. Овде е малку пошироко и во текстот доаѓа "Ми смо са тобом стари мајсторе одрасли". Значи песната може да биде прифатена и од сите делови на некогашна Југославија, така што Гранд телевизија веднаш тоа го забележа и го постави линкот од Прича о љубови 2 и така да се слуша и во другите делови на екс-Југославија, да речеме, а во Македонија нормално. Тука се слуша секако. Со оглед на тоа дека имавме парче 1, сега парче 2, дали може да очекуваме и следно парче 3? Тешко. Зошто? Па, толку е приказната за љубовта. Таа е вечна, но останува, доволно е пред Бора и по заминувањето на Бора. Кога зборуваме за следно, дали веќе нешто подготуваш? Да, веќе има во подготовка, ќе се спрема, подготвувам една поп-рок балада, која што ќе биде, се надевам за некој си половина година, да речеме, во новата година сепак. Не планирам да биде сега пред нова година, но здравје после нова година, некаде ќе излезе и тоа парче. Со оглед на тоа дека веќе излезена песната, ја слушаме на YouTube, ја слушаат и сите твои фанови, но меѓутоа, може ли да слушаме како би тоа звучело во живо сега тука на лице место овде во градскиот парк во Пробишти? Многу е рано, може би не сум распеан, но зошто да не? Ајде. Ми смо са тобом, стари мајсторе одрасли, слушали твоје песме, форе и глупости, и много тога ми смо научили за живот жене и мушке преваре. Леле, ова беше од првата верзија. А сега идеме од втората.
И многу тога ми смо научили о животу, о жени и мушкој превари.